Планот за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион е многу важен дел од препораките на Центарот на УНЕСКО, од причина што е врзан со мораториумот, односно кога ќе се усвои планот, потенцијално може да заврши веќе прогласениот мораториум. И затоа е многу голем предизвикот со одредбите на планот да воспоставиме контролирана урбанизација. Тоа го правиме со соодветно зонирање и тоа прва строга заштитна зона во крајбрежјето со ширина од 50 метра сметана од границата на катастарска парцела 1.1, односно Охридско езеро. Оваа зона овозможува се она што е недопрено од природата да остане такво, нема да смее да се гради. Потоа делови од оваа зона каде што веќе има одреден вид на крајбрежна трансформација ќе се стават под контрола. Кои од овие веќе изградени објекти во оваа строго заштитна зона ќе останат, ќе зависи од студијата за оцена на културното наследство и животната средина, што ќе ја спроведува Министерството за транспорт и врски на база на инвентарите, односно регистрите на бесправно изградените објекти од општините. Потоа, се воспоставуваат заштитни зони исто така и во градовите Охрид, Струга и во населбите, особено крајбрежните населби, кои што се исто така многу важни да се стави под контрола урбанизацијата, на начин што со зонирањето се обезбедува заштита на строгите споменички целини, значи споменичките целини, односно јадрата во Охрид и во Струга. Потоа се воспоставуваат контактни зони, односно втора и трета зона во рамките на градовите, каде што се ограничува процентот на изграденост и катноста на објектите како еден начин да се спречи на промената на пейсажот и амбиенталните вредности, истовремено да се спречи нарушувањето на исклучителните универзални вредности на подрачјето. Она што е важно да се потенцира е дека крајбрежјето ќе се решава со еден интегрален урбанистички план од значење за државата, каде што овие режими, дефинирани со планот, ќе се имплементираат, а во градовите фактички ќе се спроведуваат согласно постојните урбанистички планови, но со таа корекција што планот ќе дефинира намалена катност таму каде што со постојните урбанистички планови се предвидени повисоки катности и тоа ќе биде можно со усогласување со Законот за урбанистичко планирање кој што е во фаза на усвојување по собранието.